Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секогаш е само зло. Битие, 6 глава, 5 стих. Во денешно време постои проклетство во светот, негирано од многумина, исмевано од другите и игнорирано од огромното мнозинство на луѓе. Сепак тоа е тука. Проклетството на злото во нашиот свет е страшна и грозна реалност. Докторот Ц.И.М. Джот, кој е филозоф и психолог, некогаш бил опишан од страна на печатот како досаден агностик и црковен мамец. И тој, како и многумина, го негирал постоењето на злото во нашиот свет. Тој го опишал гревот како случајна придружба на човечкиот несовршен развој. Како професор на Универзитетот во Лондон, Джот бил меѓу првите кои влегоа во концентрационите логори во Европа. Тоа искуство за секогаш ги променило неговите погледи за природата на човекот. Злото е ендемично кај човекот, напиша тој подоцна. Еден од неговите колеги професори на Универзитетот во Лондон, господинот Џулијан Хаксли, верувал дека зборувањето за злото е само технолошки жаргон кој треба да се остави настрана. Овој еволутивен биолог рекол: "Се обидуваме со христијанството 2000 години, тоа не успеало, а сега да пробаме со знаењето." Но Хаксли воопшто не бил во право. Го парафразирам она што го кажал Г.К. Честертон. Христијанството не е испробано, па докажано како недоволно. Туку за него било кажано дека е тешко за живење, а не било пробано. Поради тоа што не ни се допаѓа ужасното лице на злото, сакаме да го негираме, што наликува на гаснење на светлината кога не сакаме да видиме нешто. Но тоа сепак е таму. И колку повеќе светлина се фрла врз него, толку е поголема неговата темнина. Историјата е без значење со исклучок на препознавањето на постоење на злото, кое ја поттикнувало мрачната природа на луѓето, уште од денот кога Каин го убил својот брат во Еденската градина. Меѓутоа денес едноставно избираме да го избегнуваме злото, мислејќи дека негирањето на неговото постоење ја одзема неговата реалност. Читаме за деца кои се малтретирани, силувани и убиени. Читаме за злосторствата кои се премногу расипани и мрачни за да се опишат, страшни дела сторени кон невините. Со гадење ние викаме: "Тоа е грозоморно." Автоматски предпоставуваме дека секој што е способен да изврши такво дело е психички болен и затоа не може да се смета за одговорен. Ние го заменуваме грозоморно со болно и го ослободуваме поединецот чие темно срце е исполнето со зло и кој има лична одговорност. Предпоставуваме дека длабоко во мозокот на криминалецот има лоша ДНК или дека нешто не било правилно формирано во утробата на мајката, одбивајќи да препознаеме дека злото е извор, страшен извор кој го прават себичните и непромислени поединци. Злото вклучува однесување, без разлика дали се работи за мајка која ги удавила 4 деца во када или за нацисти кои ги испратиле евреите во гасна комора, а тоа однесување е избор на волјата, а не биолошко. За крај, еве една светла забелешка и покрај ваквата темна тема. Ви реков за Джот, агностикот кој го негирал постоењето на злото во нашиот свет. Гледајќи ја нечовечноста која резултирала со Холокаустот, бил поттикнат да го смени својот аргумент. Во последно време дојдов до точка да не верувам во сето ова, напишал пред неговата смрт, додавајќи: "Сега гледам дека злото е ендемично во човекот и дека христијанската доктрина за потеклото на гревот изразува длабок и суштински увид во човечката природа." Колку повеќе откриваш, се чинеше дека христијанството нуди утеха, зајакнување и помош. Откако дојдов до оваа точка, немав ништо да загубам, туку напротив, добив се, преку изборот да одам до крај. Кој ни понудил подобра надеж од онаа која била понудена од страна на христијанската доктрина, дека Бог го испратил својот син во светот за да ги спаси грешниците? Да, навистина. Дали постои подобра надеж од таа? Тоа е единствената светлина што е поголема од темнината на злото. И светлината свети во темнина, и темнината не ја опфати. Јован, 1 глава, 5 стих. Исус Христос денес вели: "Да имате мир во мене, во овој свет ќе имате неволји, но бидете храбри. Јас го победив светот." Јован, 16 глава, 33 стих.
Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.